Почитуван председател на владата на Република Македонија Зоран Заев, Ваша екселенцијо, почитуван амбасадор Жбогар, почитувана министерка Царовска, почитуван ректор Јанкуловски, почитуван декан Дракулевски, почитувани представници од Директоратот за вработување на Европската комисија, почитувани посетители, колеги, представници на медиумите и најповеќе почитувани студенти. Мене ми е особено драго што можам да зборувам пред вас. Ако нешто ми недостигаше во овие 5-6 месеци, тоа беше вашата, значи младешки ентузијазам, позитивна енергија, затоа драго ми е што сте вие денес тука. Јас ќе започнам со пораката која што комесарот Хан ја упати пред 2 недели на отварањето на кампањата ЕУ за тебе. Тој рече: доста решававме кризни прашања во Македонија, ајде да се посветиме на вработувањето, отварањето на нови работни места, подршка за иновативноста, образованието, социјалната инклузија. Тоа е она на што треба да се фокусираме во следниот период. И нема подобро место да се зборува за развојот на човечките ресурси во Македонија од овие простории на универзитетите. Во нив се создава потенцијалот и иднината на Македонија. А за мене лично, значи, студентите, посебно студентите од тука, од економскиот факултет, беа најсилниот извор на енергија дека Македонија може да успее, дека во Македонија може да се изгради едно заедничко општество, независно од етничката припадност, и дека Македонија може да стане дел од Европската Унија. Но исто така ја морам да кажам дека студентите во Македонија и заслужуваат многу подобри можности за вработување, заслужуваат многу поквалитетно образование и намалување на нееднаквоста во општеството. Многу е важно што на овој пат нашата земја не е оставена сама. Европската Унија верува и вложува во развојот на човечките ресурси во Македонија. ЕУ со 35,7 милиони евра преку ИПА инструментот ја поддржа програмата за човечки ресурси, во рамки на која беа спроведени 96 проекти во вкупна вредност од 41,7 милиони евра. Овие проекти поддржаа околу 13.000 лица преку активните мерки за вработување, подобрување на знаење на вештини и интегрирање на ранливите групи во општеството. Затоа јас сакам да упатам голема благодарност до Европската Унија за оваа силна поддршка. Исто така сакам да упатам голема благодарност тука и до сите вработени во институциите кои работеа на ИПА поддршката. Тие се дел од нив се тука, значи тие напорно работеа таа поддршка да стане реалност во Македонија. Политиките, би сакал пред се како министер за финансии да кажам дека политиките на владата на Република Македонија се комплементарни со политиките кои ги финансира Европската комисија. Добар пример за ова се активните мерки за вработување. Во предлог буџетот за 2018 година се предвидува скоро 1 милиарда денари за активни мерки за вработување. Тоа е многу повеќе отколку просекот од изминатите години. При тоа, дозволете ми да истекнам и дека Министерството за финансии посветено работи заедно со Европската Унија на подобрување на сите елементи на системот за јавни финансии. Ние досега значајно ја отворивме транспарентноста, објавивме граѓански буџети, објавуваме извештаи кои досега не и беа достапни на јавноста, а и со закон воведовме обврска за задолжително објавување на финансиските извештаи на буџетските корисници на своите веб страници. Работиме на подобрување на системот на јавни набавки, работиме на подобрување на среднорочното буџетско планирање, подобрување на услугите на управата за јавни приходи и слично. Најважно е што реформите се во насока на најдобрите европски стандарди и практики. На крајот ќе потенцирам дека сме целосно решени и посветени да ги направиме реформите кои ќе ја донесат Македонија во Европската Унија. И тоа не е затоа што некој тоа го бара од нас, туку затоа што пред се студентите што се тука, тоа го заслужуваат. Ви благодарам.